Панче вика, безбедно е. Шо е безбедно бе, Панко? Какво безбедно бе, човече? Дали е нормално ова во 21 век? Некој во 04 часот наутро да запали 2 коли и мотор во подземна гаража со 70 стана, 70 фамилии достанат на улица. 70 фамилии веќе 4 дена сме на улица и не знаеме што со себе. Дали требаше да се повтори Кочани, дали требаше 70 фамилии да се угушат од чада, дали требаше да биде поголема трагедија после Кочани. 45-50 минути чекавме пожарна. Дали е нормално ова? Дали е нормално? Нормално е. Како вика Панче? Бомби имало и ке има. Пукање имало и ке има. Пожари имало и ке има. И безбедно. Кога ние викаме овдека, бе, луѓе, дај да излеземе на протести сите заедно за деца од Кочани, за да покажеме дека, нели, ние сакаме да не се палиме. Ние сакаме, значи, безбедно да живееме. Дали гледате сега како стигнуваме до ситуацијата која што ја збориме овдека со недели? Ако не излезеш да се бориш против неправдата која што му е направена на твој сограѓанин, и тебе ќе ти се случи таа неправда. И еве се случува. Ќути си, не зборете, ако излезат да протестираат. И на нив кога им се ќути, они не губат рейтинг и не се ни замараат. Зашто? Затоа што знаат дека нема да има никаква реакција. Дали гледате кај е проблемот? Значи не е проблемот кај власта. Проблемот е кај народот. Народот си ја бира власта, народот не ја опоменува власта, народот не се бори за своите права и народот не се бори за подобра иднина.